Пожари без снега кај селата Соколарци и Теранци беше зафатена сува трева, нискостеблеста шума и отпадоци. Критично беше кај Соколарци, каде огнената стихија се приближи до првите куќи и се закануваше на стопански објект. На терен интервенираа територијалната противпожарна единица, доброволното противпожарно друштво Кочани, како и вработени од комуналното предпријатие во општина Чишиново Блешево. Пожарот кај село Соколарци изгаснат нешто по 16 часот, а интервенцијата на пожарникарите ја отежнуваа ветерот, но и високите температури. Од територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво Кочани уште еднаш упатија апел до сите граѓани да се однесуваат одговорно при движење во шума и на отворен простор. Ако некој забележи пожар, да пријави на телефонските броеви 193 и 112. На последната седница, владата го продолжи времето во кое ќе важат мерките и препораките за заштита од високите температури. Истите се однесуваат на деновите среда и четврток од оваа работна седмица. Мерките се однесуваат за ослободување од работни обврски на бремените жени и лицата на 60 годишна возраст. Во градинките да не се практикуваат физички активности од 11 до 17 часот, односно децата да не се изнесуваат на отворено. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат работите во истиот период, а ова особено се однесува на работата на градежните работници. Владата препорачува приватниот сектор да го организира работното време за да ги заштити работниците од директна изложеност на сонце, а пред се избегнување престој на отворено во критичниот период од денот. Неискосена трева, дупки по асфалтот, контејнери полни со отпадоци, нефункционални јавни чешми. Ова се само дел од проблемите со кои секојдневно се соочуваат жителите на Тракање. Од местната заедница на селото велат дека даваат огромни напори за да се средат проблемите, но не се во можност да ги санираат, сите бидејќи постојат многу. Со проблемите ја запознале општина Кочани, но и надлежните институции. Подолги години имаме проблеми и срамно е да зборувам за вакви проблеми што ги имаме ние. Пред се проблемите со водоводната мрежа, скоро во половина дел од селото, односно од училиштето па све до крајот на селото. Скоро на секои 20-50 на метри имаме дефици кои што ги пријавуваме секојдневно. За некои се реагира, доаѓаат, отстрануваат дефект, зад себе оставаат неред, несаниран пат, нетампонирано. Еве, имавте можност да видите, да ги снимите неколку од отворените дупки, каде што се уште не се санирани, а стојат веќе 2-3 недели наназад. Имавте можност да видите и водата каде што тече, за која што е дадено барање да се санира. Дојдоа до душа еднаш, санираа, меѓутоа следниот ден повторно. Истата вода е повторно уште појако тече. Од местната заедница упатија апел до надлежните служби да излезат на терен и да ги согледаат нивните реални проблеми со кои се соочуваат секојдневно. Јас ги замолувам и апелирам сега и јавно, мимо сите оние барања што сме ги доставиле досега како совет на местна заедница. Апелирам до општината, апелирам до надлежните институции кои што се задолжени да санираат дефици, да бидат поажурни, да имаме услови нормални и ние за живот, а не да се бориме за капка вода. Со овие проблеми жителите на селото се соочуваат повеќе години, а се надеваат дека по јавното излегување дека надлежните служби сериозно ќе си ја сватат работата и жителите во иднина ќе можат нормално да функционираат. Сабота во раните утрински часови на територијата на општина Виница ќе се изврши авионско третирање за заштита од комарци на површина од 750 хектари. Во втората фаза со дезинсекцијата ќе биде опфатена површина во градот Виница и населените места во општината. Третирањето ќе се изврши авионски со специјален препарат одобрен од Агенцијата за лекови. За таа цел се известуваат пчеларите во општина Виница да преземат соодветни мерки за заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови не дозволат третирањето да се изврши в сабота, истото ќе се спроведе наредниот ден во зависност од временските услови.
Капацитетот на сите 5 објекти на детската градинка Павлина Велјанова е надминат за 1/4, а на листата на чекање има уште околу 150 дечиња. Од детската установа е поднесено барање за согласност до Советот на општина Кочани за зголемување на бројот на деца во сите 31 група, каде во просек треба да има место за уште по 7 деца над определениот норматив. Со почетокот на новата учебна година, вообичаено се зголемува и интересот на родителите за згрижување на нивните деца, поради што ќе мора да се прошири и листата на чекање. Годишната програма која беше донесена и одобрена од страна на Министерството за труд и социјална политика, до ден денешен Советот на општина Кочани не ја изгласа програмата за работа за 2022-2023 година. Да се образложат причините кои се за нејзино недонесување, ниту имаше некоја забелешка, ниту имаше одговор зашто не е донесена програмата за работа на градинката за 2022-2023 година. Исто така и со задоцнување на донесување на одлука за годишниот план за вработување минатата година се доцнеше скоро месец и половина и повеќе, се доцнеше повеќе од 2 месеци, поради таа причина кога се донесе одлуката за годишниот план за вработување веќе беше доцна, кога го пративме во Министерството за информатичко општество, повртно добивме негативно мислење поради задоцнетото гласање на годишната програма за вработување на нашата градинка. Во сите објекти се згрижени околу 680 деца, што е многу повеќе од просторниот и кадровскиот капацитет со кој располагаат објектите. Поради интересот на родителите, во градинката се принудени да бараат согласност од општината за проширување на секоја од групите за уште по околу 40%. Дополнителен проблем е што е ограничен и бројот на негувателки, воспитувачки и друг помошен персонал, затоа што во изминатите 2,5 години во пензија заминале 21 вработен, а до крајот на годината ќе заминат уште 2. При тоа се пополниле само 8 места. Проблем за проширување на просторните можности е што новиот објект во населбата Драчевик со капацитет за 125 деца 2 години по изградбата се уште не е во функција, поради технички проблеми при изведбата на градежните работи. Од детската установа Павлина Велјанова очекуваат членовите на Советот на општина Кочани да имаат разбирање за состојбата и да дадат согласност за зголемување на бројот на деца во групите над веќе утврдениот норматив. Исто така се очекува да биде прифатена и предлог програмата за работа за периодот 2023-2024 година. На владина седница, по предлог на Министерството за образование и наука, е одлучено учебната година да почне на 1 септември, а првото полугодие треба да заврши на 29 декември. Од 30 учениците ќе користат зимски одмор, при што почетокот на второто полугодие е предвидено да почне на 22 јануари следната година. Во периодот од 29 април 2024 година до 5 мај учениците ќе бидат на пролетен распуст. Учебната година ќе трае до 17 јуни, а ќе заврши на 31 август следната година.